Драги браќи и сестри, ве поздравам сите ова утро. Пред нас е еден чин на крштевање, кој што верувам дека на сите нас ни причинува голема радост, посебно сестра Савка и на незината фамилија. Но претходно јас би сакал да одвоиме време кога ќе отвориме Божјата реч и ќе се поучиме од неја. Насловот на оваа проповед е "Со вечна љубов те засакав". И тоа е од стиховите од Еремија 31 глава 3 стих, каде што кажува: "Оддалеко ми се јави Господ и ми рече: со вечна љубов те засакав и затоа останав милостив кон тебе." Ова е порака што Бог ја упатил на израелскиот народ кога биле во вавилонското робство. А тие биле во вавилонското робство како казна за нивната непослушност и идолопоклонство. И во 31 глава Бог преку Еремија најавува обновата на Израел и повратокот нивни повторно во Израел. И тоа е порака дека Бог не го заборавил својот народ, не ја заборавил својата љубов кон својот народ. Со вечна љубов те засакав. И ова е клучната изјава во овој стих. Со вечна љубов те засакав. Иако народот на Израел остапил од Бога, остапил од верата, вршил идолопоклонство, Бог никогаш не ја прекинал својата врска на љубов со својот народ. Таа е вечна, таа е постојана, не зависи од моменталното однесување на народот. Бог едноставно ги сака и оние кои што му се верни, и оние едноставно кои што му се непослушни. Под исто. Нормално, Бог не може да го одобри гревот, но љубовта е константна кон секого. И понатаму вели: затоа останав милостив кон тебе. Ова покажува дека Божјото враќање кон Израел не е поради нивните заслуги. Ништо не направили израелците за Бог повторно да се врати нели ке нив и да ги повика. Туку тоа е поради неговата милост и верноста негова кон заветот. Стихот од Еремија 31:3 е силна порака за Божјата непроменлива љубов и милост. Божјата љубов не е заснована на нашата добрина, на нашите заслуги. Ние не можеме ништо да направиме едноставно нели за да го потикнеме Господа за да не сака. Тој не сака затоа што не сака и затоа што е наш Творец. Често пати кога станува збор за Божјата љубов, ѓаволот ни вметнува дилеми во нашиот ум. И едноставно нели ни ствара дилеми дали Бог не сака, колку не сака, што треба да направам за да ме засака. И тоа е клучната улога на сатаната. Во книгата Патот кон Христа, Елена Вајт, зборувајќи за Божјата љубов, како ни се открива Бог и преку неговата љубов, вели: иако ни се дадени сите докази, ни пријателот на доброто во толкава мера го заслепил умот на луѓето, што Бог го гледале со страв, замислувајќи го како свиреп и непопуслив. Дали често пати знаеме и ние едноставно така да го гледаме Господа, со страв? Сме направиле грев, леле, Господ едноставно ќе ме казни. И понатаму вели: сатаната ги навел луѓето Бога да го замислуваат како суштество чие што основна особина е крута праведност, како свиреп судија, груб и строг доверител. Тој Творецот го представува како суштество кое со недоверливо око ги наблюдува луѓето за да ги пронајде нивните заблуди и грешки и да ги излее врз нив своите судови. Едва и чека некој едноставно нели да погреши и еве го Бог тука е нели да казне. И вели за да острани оваа темна сенка, откривајќи му на Бога безкрајната Божја љубов, Исус дошол да живее меѓу луѓето. Божиот син дошол од небото да го објави Отецот. Бога едноставно луѓето од секогаш го гледале како строг. Кога нешто ќе се случи, обично што велат: еве Бог ме казни, зошто Господи ме казни? Кога се случува нешто добро, никој едноставно не го фали Бога. Или никој не го обвинува ѓаволот нели за сите нешта едноставно што како зли нели се случуваат во луѓето. И затоа сакав едноставно нели да малку повеќе размислуваме за Божјата љубов и овој стих кој што го прочитавме
Оддалеко ми се јави Господ и ми рече, со вечна љубов те засакав. Вечна, постојана, константна љубов. Вели, и затоа останав милостив кон тебе. Еден добар пример за таа љубов, вечна љубов Божја, сушност и Божјата милост, која што ја покажува постојано кон своите деца, наоѓаме еден пример во параболата за изгубениот син. Ние проучувавме оваа парабола заедно со другите параболи пред некое време, каде што повеќе нели стававме акцент на изгубениот син и на изгубената паричка, кои што ги представуваат они кои што се изгубени, а не се свесни. И не се допревме премногу нели за ова. Ја би сакал сега оваа парабола, параболата за изгубениот син, посебно да нагласам Божиот карактер или карактерот на таткото, како тој всушност се однесува спрема својот син, бунтовен син. Ајде да почнеме да читаме. Вели, еден човек имаше два сина. Помладиот син од нив му рече на татка си: татко, дај ми го дело што ми припаѓа од имотот. И таткото им го раздели имотот. Кога читаме од ова перспектива, од нас кои што живееме во 21. век, ништо чудно, ништо посебно. Дедето помало дошло и го побарало својот дел. И таткото му го дал. Но дали знаете дека всушност тоа било крајно шокантно за луѓето што го слушале во првиот век, помеѓу евреите? Ова било шок. Помладиот од нив му рече на татка си: татко, дај ми го дело што ми припаѓа од имотот. Тоа било страшно нешто. Крајно шокантно. Во античко време наследството од таткото се делало дури после неговата смрт. Кога таткото ќе почине, тогаш доаѓа до поделба на имотот. Во еврејската традиција, барањето на наследство, додека таткото е жив, се сметало за тежок срам и бунт. Ако таткото жив и некој од синовите му дојдат и му каже: татко, сакам да ми го дадеш делот, тоа е тежок срам, тоа е бунт, едноставно кон таткото. Со тоа суштински синот му вели: татко, сакам да си мртов, или ти си за мене мртов, сакам едноставно да ми го дадеш делот. И тоа би предизвикувало правна и морална осуда не само од страна на семејството, туку и од пошироката заедница. Ние денеска живееме во општество каде што индивидуата е на пиедестал. Но во Блискиот Исток, во тоа време, па и во денешно време, заедницата е битна. Зошто, например, христијанството тешко пробива во муслиманските земји? Затоа што таму акцентот не е на поединецот сам да одлучи. Ако некој муслиман прифати христијанството, целата заедница едноставно тоа го доживува како срам и се бунтува против него. Така да едноставно кога некој ова нешто би го направил, би го побарал имотот од таткото додека уште е жив, целата заедница, дали е село или град или пошироката фамилија, би се спротиставиле на него. Од друга страна, одговорот на еден традиционален татко од Блискиот Исток би било одбивање да му го даде делот. Што, ти мене ми го бараш делот, нема шанси. И потоа би го избркал момчето едноставно со навреди и со физички удари. Значи, ова била шокантна изјава кога Исус ја кажал: помладиот син од нив му рече на татка си: татко, дај ми го дело што ми припаѓа од имотот. Тоа всушност било еден тежок удар на самиот татко. Синот го бара уште додека е жив. Со други зборови, посакува да е мртов. И тоа причинило една голема болка на самиот татко. Следно што е впечатливо, исто така е што е шок за луѓето кои што го читале во првиот век, е дека помладиот син го сака она што таткото го има. Тој не го сака својот татко, повеќе ги сака благословите што таткото ги има, за да ги придобие за себе. Тој целосно е отврла љубовта на својот татко. И тоа е навредливо и шокантно. Со својата постапка тој вели: татко, јас тебе не те сакам. Не ми е галя ти како ќе се чувствуваш, не ми е грижа за тебе. За мене е битно едноставно само да го придобиам ти тоа што го имаш. Многу пати, се извинувам.
Многу пати и ние така се поставуваме едноставно кон нашиот Бог, како помладиот син кон својот татко. Колку пати ние ги посакуваме само Божите благослови, ги земаме, ги расфрламе. Не ни во фокус самиот Бог, туку она што Тој нас ни го дава. Колку пати го земаме она што Бог ни го дава, или доброто што Бог ни го прави, го користиме за себични или за зли цели. Многу пати во животот му кажуваме на Бога дека ги сакаме само неговите благослови, но не и него самиот. Бараме просперитет, бараме удобност, бараме здравие и во исто време му велиме за ова сме заинтересирани Боже. За тебе не баш многу. Му велиме дека не сакаме блиска врска со Бога. Второто што е шокантно во овој прв стих е ова: и таткото им го раздели имотот. Кажавме, ниту еден традиционален татко во тоа време, во првиот век, тоа не би го направил. Таткото му го дава на овој дрзок помлад син она што го бара. Таткото доделува шокантна милостина, милост му покажува и љубов, спротивно од тогашните обичаи. Ваквото однесување на таткото во параболата не е моделирано според традиционалниот блискоисточен татко. Постапката на таткото во параболата е единствена, чудесна и божествена. Постапка што не би направил ниту еден татко од првиот век помеѓу евреите. Таткото ја растура својата благодат, му ја дава во изобилие на својот бунтовен син. 1/3 од имотот оди на помалиот син. Тој имал 2 сина. Според тие обичаи, постариот секогаш земал 2/3 од имотот, останатото го делеле на останатите. Бидејќи имал 2 сина, помалиот требал да добие 1/3 од имотот. А за да му даде 1/3 како пари, тој морал 1/3 од имотот да го продаде, да ги уновчи и за да му го даде, нели, на таткото. И таткото со голема болка во срцето му го дава делот на помалиот син, но испочитува неговата слободна волја. Бог секогаш ја почитува нашата слободна волја. Колку и да не му е по волја и колку и да не го сака тоа, колку и да не го сакаме, Бог едноставно ја почитува нашата волја. Никогаш не пресилува на ништо, чувствува голема болка кога го донесуваме погрешни одлуки, но сепак ја почитува нашата слободна волја. И понатаму приказната продолжува и вели: по неколку дена помладиот син собра се свое и отиде во далечна земја и таму го потроши својот имот живејќи развратно. Помладиот син ги зима сите работи, се што има, богатството што му го дава, парите што му ги дава таткото, и оди далеко, оди во туѓа земја, што подалеку од својот татко. И тој само сака да избега од својот татко, па патува во далечна земја, не останува во домот па онда раководи со тие пари, туку далеку и оди татковиот им го расфрла живејќи блуден живот. Едноставно го расфрла богатството што го добило татко му. И тоа го покажува неговиот дрзок однос, нели, кон неговиот татко. Нема никаква почит кон татко му и се што е од неговиот татко. И понатаму продолжува приказната, вели: и откако потроши се, настана голем глад во таа земја и тој се најде во мака. Па отиде кај еден човек во таа земја и се погоди, и тој го прати во своите полја да пасе свињи. Истраден беше да го наполни својот стомак, макар и со рокчиња што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. Просперитетните, убавите времења наедна се претвараат во очени времења. Се појавува тежок глад и тој нема ништо. Сето оно што го добило таткото, тој едноставно го губи заради неговите одлуки. Добрите времења се претвараат во темни времења. Времето за забава се претвара во болно време. Работите се толку лоши, што е тој толку сиромашен, што мора да работи за човек што го праќа да ги чува свињите. А свињите за еден евреин биле гнасни, нечисти. Не само што помладиот син го навредил својот татко, не само што го зел 1/3 од богатството на својот татко и го потрошил
на безвреден, безгрешен, развратен живот, туку сега се осквернил и себе си, чувајки свини. Тој сега е нечист, тој е осквернет. Толку јадна е неговата ситуација што посакува храната што ја јадат свињите и никој не му ја дава. Западнал во крајно бедна и јадна состојба. Животот му станал хаотичен поради неговите одлуки. Го допрел дното на самото дно. И понатаму вели, кога дојде на себе си рече, колку наемници кај татко ми имаат леп во изобилие, а јас пак тука умирам од глад. Ке станам и ке одам кај татко ми и ке му реча. Слушайте сега што он мисли или што планира да му каже на својот татко. Татко, сгрешив против небото и против тебе. И не сум достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од твоите наемници. Тешките околности во неговиот живот го доведуваат да се освести. И синот сватил две нешта. Прво, сватил дека наемниците или слугите во куќата на неговиот татко живеат многу подобро неголи он што живее во туѓа земја далеко од таткото. И сваќа дека е подобро да се биде слуга на неговиот татко, колку да се биде сам далеку од татко му. Подобро е да се биде во куќата на татко му, отколку далеку од него. И второто нешто што го сватил е дека тој не е достоен да се нарече веќе син на неговиот татко, заради сето оно што го направил. Го интересирало само богатството на неговиот татко, потоа го земал неговиот дел од татковото богатство, блудно го расфрлил, го навредил, го понижил неговиот татко. Не се однесувал како син, туку како бунтовник. И затоа смета дека не е достоен да го има тој епитет син на неговиот татко. И сега слушајте добро. Па стана и отиде кај татка си. И кога беше уште далеку, го виде неговиот татко и се сожали на него. Го виде неговиот син и се сожали на него. Па потрча, го прегрна и го целива. Акцентот сега од синот се префрла на таткото. И сега е ова клучното. Како таткото едноставно се однесува кон својот син. Таткото го гледа својот син додека уште бил далеку. Замислите, поминале многу време. Не пише во Библијата колку. Али сигурно биле месеци, може би и години. И таткото го гледа својот син оддалеку како доаѓа. Очигледно дека таткото секојдневно чекал, се надевал дека изгубениот син ќе се врати. Секое утро, секое пладне, секоја вечер излегувал во дворот и гледал далеку таму во патот да не ќе се врати неговиот син. Тој копнеш и љубов да се врати неговиот син. И еден ден, после не знам колку време, многу време, оддалеко го забележува својот син како се враќа и што чувствува. Што чувствува? Дали чувствува лутина? Не. Дали чувствува вознемиреност поради сето она што син му го направил? Не. Дали чувствува огорченост? Не. Таткото исполнет со сочувство се сожали, вели, на својот син. Со сочувство. Тој чувствува сочувство и покрај сето она што синот му го направил. Колку и да го понижил страшно, тој едноставно се сожала на својот син. И не само што е исполнен со сочувство, туку Библијата вели дека почна да трча кон него. И кога го дошол до него, почнал да го бакнува и го прегрнал. И овие два збора се неверојатни. Тој трчаше, трчејки. Зошто се неверојатни? Овој постар татко трча по патот за да го пречека својот бунтовен син кој се враќа дома. Слушајте добро. Ова нема ние да го сватиме, затоа што живееме 20 години, 20 века после овој настан и не ја сваќаме таа култура. Но во првиот век, помеѓу евреите,
било кој човек, не само меѓу евреите и сите народи од Блискиот исток, никогаш, ама никогаш не трчал. Тоа било крајно понижувачки за луѓето во тоа време. Никогаш не трчале. Ако треба некој да трча, ќе мора да ја соблече својата туника или мора да ја потпрче за да може да трча. Ако го стореше тоа, тој ќе ги покажеше своите голи нозе. А во таа култура, во тоа време, било понижувачки и срамно човекот да ги покаже своите голи нозе. И затоа луѓето никогаш не трчале. Од тука се раѓа прашањето. Ако било срамно да се трча во таа култура, зошто тогаш таткото трчаше кога неговиот син се враќаше кај него? Нели можеше да почека синот да се врати, да го гушне и да го пречека? Што го мотивираше таткото да се посрами сами од себе, да се понижи сами од себе и да го прифати синот? Тоа е поврзано со еден древен еврејски обичај, наречен кезаза. Кезаза е древен еврејски обичај на јавна осуда и прекин на врските со некого кој го осрамотил семејството или заедницата, по широката заедница. Значи, ако некој го осрамотил семејството или по широката заедница, семејството или заедницата се одрекувале од него преку тој обичај. И тоа најчесто случувале заради две нешта. Ако некој евреин го напуштил Израел и се придружил на некој пагански народ и се вратил повторно во Израел, семејството или заедницата, селото, каде што ќе се вратил, јавно ќе се одречеле од него. Дури не ни чекале семејството да се одрече. Ако старешините го виделе претходно, бидејќи тоа е на таква култура каде што заедницата е битна, едноставно самите старешини би се одрекле од него. Или ако некој евреин го напуштил, го растурил семениот имен меѓу неевреите, исто тоа било причина за овој обред. Да едноставно не само семејството, туку поголемата заедница да се одрече од него. Така да, кога овој син го растурил тоа богатство помеѓу неевреите на неговиот татко, ако се вратили во селото, го виделе старешините сами едноставно би го извршиле овој обред и би се одрекле од него, би го ескомуницирале од самото село и нема веќе пристап до селото. Како изгледало обредот? Обредот се состоел од символично кршење на глинен сад, додека луѓето околу него извикувале: сега си одсечен од својот народ, немаш пристап вовеќе во селото или во градот. И тоа било јавен знак на прекин на врската, слично на социјална екскомуникација. Заедницата целосно ќе го отфрлила и тој човек веќе немал пристап веќе до самото село или до градот. И обичајот кезаза се стои во позадина на параболата на блудниот син. Кога синот побарал да си го земе наследството и да оди да живее во далечни земји, кои земји се тоа? Незнабожечки земји. Тој според тогашниот еврејска култура или еврејски норми бил подложен на обредот кезаза ако се врати. И не морало тоа таткото да го направи, семејството, туку тоа можело да го направат старешините или било кој од пошироката заедница, од селото каде што живееле. Значи, ако тој се врати и во селото го виделе како се враќа, првите едноставно би дошле, би скршеле штат и би кажале: ти веќе не си наш, гледај што подалеку од нас. И затоа е значајно што таткото го пречекува со љубов трчајки, што покажува противење на тогашниот обичај на отфрлање. Тоа засилува пораката на милост и простување. Таткото трчал и при тоа се понижил сами од себе за да го пресретне својот син, пред заедницата да го сретне него и да го екскомуницира и да каже: ти немаш веќе пристап овде. За неговиот син да не го доживее срамот на понижување и отфрлање и смејување од заедницата, таткото не дозволи заедницата, селото, да го отфрли неговиот син.
И зато се решил на еден понижувачки чин да трча, за да може да го заштити синот од такво едно понижување и отфрлање од страна на самата заедница на селото. И по ова емоционално повторно обединување на блудниот син со неговиот татко било јасно дека нема да има церемонија на кезаза. Нема да има отфрлање на неговиот син. И покрај се што сторил, синот се покајал, се вратил кај таткото, таткото го презал на себе целиот срам, целото понижување што требало да падне врз неговиот син и јасно и покажал на целата заедница дека неговиот син е добредојден дома. Таткото се застапил за синот и вели: нема да дозволам селото да те отвори тебе, сине. И на сите нека им е јасно, јас те примам дома. Се понижил самиот себе, за да не биде понижен неговиот син. Ова јасно покажува каквиот став има Бог спрема нас. Има многу стихови кои што покажуваат. Кажавме дека таткото едноставно покажал сочувство, сомилост. Еве што пишува, например, во Псалам 145:8. Господ е милостив и полн со сочувство. Бавен на гнев и полн со милост. Зашто Бог е многу милостив и полн со сочувство. Во плач Еремин вели: по милоста Господова не исчезнавме, зашто неговото сочувство не престанува. Тоа се обновува секое утро, голема е твојата верност. Божето сочувство кон нас, вели, се обновува секое утро. Од утро во утро Божето сочувство е се поголемо и поголемо. И еве, например, во Осија 11 глава 8 стих шо вели? Како да те дадам, Ефрем? После толку многу, нели, обиди да ги привлече и одбивање од страна на евреите, Бог вели преку Осија: како да те дадам, Ефрем, со голема болка во срцето. Како да те предадам, Израеле, како да го направам, како да те направам како Адма, да ти направам како што му направив на Цевоим. Срцето ми се вознемирува, затреперува утробата моја од жалост. Тоа се зборови кои што Бог ги упатува кон секого од нас. А во Филипјаните 2:6-8 зборува дека на Бога не му било срам да се понизи сами од себе, не му било испод чест да се понизи за нас едноставно да ни избави. Таму се запишани стиховите во 2 глава 6 и 8 стих, каде што вели: кој иако беше во Божји лик, не сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднакво со Бога, но сам себе се понизи. Не некој друг да го понизил. Сам себе се понизи. Кој го натерал таткото да трчи да се понижува, нели, пред другите луѓе? Самиот одлучил да се понизи. Зошто? Да синот негов не доживее понижување и отфрлање од заедницата. Тука истото го вели. Вели, Исус самиот себе се понизи, земајки лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покажа како човек. Сам себе се понизи, уште еднаш вели, послушен се до самата смрт, смрт на крст. Самиот себе се понизи. И одиме повторно, нели, на параболата. Сеќавате што синот планираше да му каже на таткото кога требаше да се види со него. Еве што вели. А што всушност тој му каже, сега ќе видиме. И синот му рече: татко, сгрешив против небото и против тебе. Не сум веќе достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од твоите немници. Тоа беше она што синот планираше да му го каже на таткото. А кога се виде со татко му, еве што тој каже. Синот му рече: татко, сгрешив против небото и против тебе. И не сум веќе достоен да се наречам твој син, ова со жолтото и 3 точки. Не успел да го каже ова, но прими ме како еден од своите наемници. Зошто? Он планирал да го каже и тоа. Ама не го кажал. Зошто? Затоа што таткото го прекинал. Дури не сакал едноставно да го чуе неговото исповедување. Туку што прави таткото? Вели, татко ми рече на слугите своји: изнесете најубав облек. Он веќе едноставно толку е трогнат, толку е радосен што синот е тука, што дури не го ни слуша, туку на слугите им вели: изнесете најубаво облека и облечете го и дајте му прстен на раката негова
и обувки на нозете, па доведете едно сгоено теле и заколете го, да јадеме и да се веселиме, зашто овој мој син мртов беше и оживе, изгубен беше и се најде, и почна да се веселат. Синот жали и се кае, и тоа е стварно добро, но таткото вели, овој момент на радост. Не сакам да слушам дека ти не сакаш да бидеш мој син. Јас едноставно сакам да ти го вратам достоинството. Што вели, изнесете најубава облека и облечете го и дајте му прстен на раката негова и обувки на нозете, па доведете едно сгоено теле и заколете го, да јадеме и да се веселиме. Забележете го одговорот на таткото. Он вели, татко, јас не сум достоен да се наречам твој син. А таткото вели, не, ти ќе бидеш и ти си мој син. Вака парталав, јас нема да те оставам. Брго донесете најубавата облека, прстен на раката ќе му ставите, обувки на нозете, за да му го вратиме достоинството на мој син. Гледајте колку голема љубов ни дал Отецот. Да бидеме наречени чеда Божи. И тоа сме. Тоа е љубов. Дали ние заслужуваме да бидеме наречени чеда Божи? Никој од нас. Никој од нас не заслужува. Ама љубовта е огромна на нашиот татко кон нас да бидеме наречени чеда Божи. И тоа сме. И повеќе нема да одиме во параболата затоа што после следува како постариот син, ама тоа нас не интересира. И покрај се што сме му направиле против таткото на небесето, тој се уште гледа надолу по патот, сакајќи да се врати и чекајќи да се врати. Љубовта Божја е толку неверојатна што и покрај тоа што сме се свртеле против него, тој се уште копне по патот, надевајќи се дека ќе не види како се враќаме кај него. Бог е наш татко кој не пречекува назад. Тој трча кон нас и немој понижување да се понизи пред другите. Размислите што Исус рече во оваа парабола 3 пати. Бог се радува за мене и за тебе кога се враќаме кај него. Тој слави, тој има голема радост кога некој едноставно ќе се врати кај него. Нашиот татко го возможил тој пат на враќање преку жртвата и воскресението на Исус. Можеме да дојдеме кај нашиот татко, затоа што тој толку е сочувствителен кон нас и сака да му се вратиме, баш преку жртвата која што Исус Христос ја поднел нели за нас. Така можеме да бидеме оживеани за нов живот и нова надеж. И на крајот би сакал да прочитам неколку стихови каде што Бог ја покажува огромната љубов кон нас. Во Јован 3:16 познатиот стих вели зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Толку е едноставно повторува оној стих што мислам дури и суштината едноставно има изгубено во нас. Бог толку го возлюби светот, што бил спремен за вечност да го изгуби својот син, за да може едноставно нас да не придобие. Во Римјаните 5:8 вели, но Бог ја докажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас уште додека бевме грешници. Кога ја покажа љубовта? Кога ние едноставно покажавме дека сме достојни дека Бог нас да не сака? Кога станавме праведни, тогаш не засака. Не, додека уште бевме грешници, негови непријатели, додека бевме бунтовни, далеко во нечија земја, Бог едноставно не сакаше. И го даде својот син да умре за нас. Во 1 Јованово 4:9-10 вели, Божјата љубов кон нас се покажа во тоа што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Во тоа се состои љубовта, што не ние го возлюбивме Бога, туку Бог нас не возлюби и го прати синот свој за да ги очисти гревовите наши. Бог беше тој кој што нас не возлюби, не ние него. И направи еден неверојатен потез. Го даде својот единороден син за да ние да живееме преку него. И на крајот ќе завршам со овој стих од Римјаните 8:38 и 39. Зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот,
ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту пак било кое друго создание нема да може да не одели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ. Не постои ништо на овој свет што може да го натера Господа да не сака помалку. Само прашањето како ние ќе одговориме на таа Божја љубов.